На денешен ден, пред 152 години, првиот воз од Солун до Велес стаса во Велес, колегата Петар Печков го најавува блокот во кој што посветуваме внимание на денот на македонските железници. Петар, те слушаме. На овој ден, 9 април 1873 година, значи пред 152 години, во Македонија, во Велес, стигна првата локомотива, првиот воз, и тоа од Солун. На оваа тема, за историјатот, за се она што значи железницата во Македонија, ќе разговарам со Ванчо Милошевски од Македонски железници инфраструктура. Тој е дипломиран археолог, но ги познава сите овие работи, магистар по археологија, но сето ова знаење негово од историјата на железницата ќе го искористиме како соговорник. Ванчо, стигна возот пред 152 години на денешен ден во Велес. Каде пристигнал? Точно се знае ли? Па, според фотографијата од свеченото дочекување на првиот воз во 1873 година, е според таа фотографија што ја гледаме, она позната фотографија е кај стариот мост, стариот мост, односно кај Саат кулата. И баш таа фотографија покажува како свечено доаѓа, само на свечен дочек има со толпа на народ и интересно е што кога првиот воз стигнал таму некаде кај што доаѓал во Франција и други места, парната локомотива предизвикува страв. Овде кај Велешани гледаме радост. Најверојатно тие го очекувале во момент, иако за трговијата доаѓањето локомотивата значело напредок, тоа значело крај за сплаварењето по Вардар со гемиите. Па да, нормално, значи стопанството почиња тогаш да се развива. Градот секако дека живее, тогаш заживнува, мислам, се поврзува со пристаништето до Солун, нели? И затоа целиот овој регион почиња, значи, стопанството да се развива. Ванчо, податокот следен кој што исто така е запишан, дека кога стигнал првиот воз во Скопје да биде познато, тоа било неколку месеци подоцна. Да, значи ова е втората фаза, значи кога почнала да се гради од Солун, значи на 1873, затоа и го земаме датумот 9 април, значи денот на железничарите, кога пристигнува првиот воз во Велес. А одма после 4 месеци, на 9 август, пристигнува и во Скопје. Да толку брзо изградија пругата? Па да, тогаш, значи, со помош на повеќе работници, тоа се градело, мислам. Така, вие во вашиот музеј во Скопје, кој што беше отворен пред 2 години, на 100 годишнината, имате документи од изградбата, имате некои тапи, интересни факти? Да, во нашиот музеј, мислам, имаме доста артефакти, и тоа све се оригинални, и најпознатиот документ што го имаме од 1888 година за целата таа железничка делница. Мислам, да, мислам, баш оној проектот, план од катастар, целиот прикажан на повеќе листови по должина. Сега се враќаме на Велес, каде што пристигна првиот воз, се наоѓаме на железничката станица. Кои се вашите информации кога била преселена од кај Саатот, градскиот Саат, тука на ова место, и на фотографиите можеме да видиме дека е велелепна, прекрасна. Рушена и во Прва светска војна и во Втора светска војна. До тема па градена одново. Градена одново. Значи од Отоманската империја, кога е првата станица, ние немаме баш некоја фотографија, али оваа станица што ја гледате тука, таа е изградена во 1921 година, значи одма после Првата светска војна се формира група која се обновуваат тие железнички линии што се оштетени и заедно и станиците се. Да, сега во денешно време железничката станица во Велес има некој посебно значење, бидејќи е железнички јаздол. Тука се вкрстуваат највеќе пруги во Македонија, за разлика од Скопје, каде што се 3 правци, овде се 4. Па вака сега, оваа железничка станица тука, значи претходно тој центар на железнички центар што се вика бил претходно во Градско.
и таму се планирал, значи тоа е баш пред Првата светска војна и за време на Првата светска војна, со тоа што се градели за од 600 милиметарски колосеци пруги, тоа е пругата од Градско, Дреново, Прилеп и Битола, но подоцна, после Првата светска војна се префрла во градот Велес, тој центар. Значи тоа е како една раскрсница доаѓа и тогаш уште повеќе градот Велес заживува. Се градат, значи се градат железничките линии према Кочани во 1924 година се гради нели мостот што е преку железничкиот мост кога тој изграден 24 година. Истото тоа и се гради према Богомила, Прилеп и Битола од кој оди према грчката граница. Оваа станица железничка во Велес крие доста убави, мислам, голема историја, а и доста крие историски артефакти. Тоа е баш парната локомотива, таа е од серија 01, од германско производство, што е изработена во фабриката во Шварцкоп. И таа е доста интересна затоа што се многу ретки тие локомотиви, поготово тие биле за намена за меѓународен сообраќај, за брзи возови. Туку конезими и други работи што се вредни. Што се има? Тука баш на тој потек што е кај локомотивата постои една кружна свртница која ние ја викаме железничарите окретница и доста, мислам, има и водонапојници, има цистерни исто. И тие се баш од историско значење и ќе би, мислам, ако кога би се направило тоа како еден историски парк што се вика, би било доста голема атракција и за жителите на Велес и од околината и туристите. Мислам, голема туристичка атракција може да биде. Ванчо, ви благодарам за овој разговор. Да се вративме во минатото. Ви честитам овој ден на железничарите и ви посакувам уште многу успеси и ова дел од овој разговор да го реализираме сите заеднички и да биде повод да се видиме следната година и следните години што доаѓаат. Ви благодарам. Тоа беше Ванчо Милошевски од Македонски железници и инфраструктура. Разговаравме за 152 годишниот јубилеј на постоење на Македонска железница. Студио. Благодариме, Петар. Започнува 153-та. Со Тони Ѓурески, помошен директор за општи работи во Македонски железници, го продолжуваме разговорот. Добро утро. Официјално, како Македонски железници ќе го одбележи денот? Прво би сакал да го честитам денот на железничарите, на колешките и на колегите и на нашиот патувачки свет да им изразам едно големо извинување заради проблемите со кои се соочуваат и тие и ние. Возовите заради поправки на пругата и заради оној вонеден настан што ни се случи со излевањето на Маркова река, ни се во големи задоцнувања што предизвикува револт кај патувачкиот свет. Така би го започнал денешниот разговор. Верувам дека ќе најдат и на разбирање со оглед на тоа дека на вистина тоа го заклучивме во разговорот дека многу труд и работа е потребен во Македонски железници за да зборуваме за еден железнички сообраќај како што доликува да има нашата држава. Со кои предизвици секојдневно се соочувате вие? Бидејќи железницата долго време беше оставена на маргините на општеството, сега излегуваат на површина сите проблеми што биле заборавани, ставани под тепих. Меѓутоа, директорот со неговиот менаџерски тим, каде што припаѓам јас, макотрпно работиме да ги отстраниме, да излеземе во пресвет и на патувачкиот свет и на товарниот сообраќај. Така и празничниот ден денеска ќе го одбележиме работно, затоа што тоа што ни се случи со вонредниот настан, со излевањето на реката, побарува од нашите колеги надчовечки напори за да се врати во функција пругата. Меѓутоа, не е само тоа. Делот Скопје-Велес долго години не е реновиран. Сега се работи на проект да се заменат дрвените прагови со бетонски и да ја направиме помодерна. Идејата на ова раководство е да се врати редовната брзина, односно доцењето на возовите да го сведеме на минимум. Тоа е најголемиот предизвик што стои пред менаџерскиот тим. За останатите работи
во однос на подобрувањето на квалитетот. Се работи постојано, се бараат извори на средства, затоа што железницата е голем систем кој побарува многу вложувања за да се држи во постојана кондиција. Забележете само колка е разликата од напредните индустријски држави со нивните железници до кај се стасани, а ние сме заостанати негдека на почетокот на 20-тиот век и немаме вложување за напредок. Ќе се обидеме тоа да го надминеме со голем напор, со труд и со помош на владата. Добро, пред се треба да се има план, нели, да се знае каде се цели, да и напорна работа. Како се менува инфраструктурата на македонски железници? Најавивте некој, сега вака добро ве слушав, замена на дрвени со бетонски, дел од проектите кои што ги работите, реконструкција на историски вагони. И тоа исто сведочиме дека се случува. Колегите од акционерското друштво Транспорт, кога ја добија власта пред неколку месеци, затекна само 2 локомотиви на цела територија на македонски железници. И тие се дадоа себе... Колку имало предходно? За да добие граѓанинот представа што е тоа што се случува да има само 2? Недомакинско работење, едноставно кажано, запоставени, оставени, не се одржувани, не се вложувало. Можете да забележите за колку краток временски период тоа раководство во акционерското друштво Транспорт ги врати во кондиција дизел локомотивите, тие се Кенеди 70-тите години набавени, меѓутоа ако се одржуваат редовно, тие се уште служат. Пред некој ден пуштија, мислам дека беше 661-236, оставена за мал дефект стоела настрана. Луѓето вложија малку труд, нешто заменија некои делови и етеа на пругите. Од 2 веќе се дојдени до 10 локомотиви кои се во функција. Го вративме правецот, да речеме порано ги имавме пред доаѓањето, ги имавме само Скопје-Гевгелија и Скопје-Битола. Така. Сега веќе е вратен и Скопје-Куманово, се работи на возобновување на едни шпански возови што ги викавме. Го реновираат луѓето Шпанецот, за да можеме да вратиме и делницата Скопје-Кичево. Ние како инфраструктура гледаме на колегите да им излеземе во пресред со ова што ви го спомнав, со вложување, замена на шини, замена на прагови и поправка на сигнализацијата. Тука имаме голем проблем. Јас и кај вашите колешки кога гостував апелирав, многу кражбини се појавуваат и тоа е најголемиот проблем за железницата. Не може да се одбраниме од арамиите. Нели може тоа некако да се стави под контрола? Камери. Вложуваме напори. Начин со кој што ќе може да, затоа што доколку го фатите човекот кој што крадел, ќе му ги пресечете понатаму, нели, да продолжи рацете во истата акција. 2% судство. Јас 15 години учествував во судски процеси каде што беа доведувани, полицијата ги фаќаше криминалците, меѓутоа беа ослободувани. Со условни, со ослободителни, со занемарливи казни затвор. Тој истиот пак ќе дојде ќе го направи истото. Со полицијата имавме неколку состаноци, интензивно работиме. Ме радува еден податок што полицајците го споделија. Пред една недела во Маџари фатија криминална група на дојава од наш граѓанин. Ги забележал, јас апелирав граѓаните кои ќе видат непознати лица да се јавуваат во полиција. Се јавил граѓанинот и на лице место ги фатија како ја оштетуваат железничката инфраструктура. Фатени се, но што понатаму е вашата грижа? Тука е проблемот. Системот, ако полицајците, откако ќе го фатат, ја направат кривичната пријава, обвинителството ја достави до суд, судот го ослободи со условна или со некаква минимална казна, тоа веќе праќа порака до другите, вреди да се ризикува. Работиме на тоа во соработка со владата да се качат казните, да бидат драконски казни. Колку сега изнесува казната? Во зависност од штетата што ќе ја предизвика, на таков начин ја одмеруваат судиите казната. И ако ви пријават дека 10 луѓе учествувале во кражбата, сумата која ќе поделите на човек се намалува многу реалната казна. А вака сега ако успееме да го издействуваме тоа, ќе одиме со драконски казни за железницата да биде заштитена. Каква улога имаат македонските железници во економијата на една земја и во во развојот на транспортот? Би требало да имаат клучната улога. Прво, ако го погледнеме меѓународниот транспорт, коридорите што се вкрстуваат во Македонија, коридорот 10 ја снабдува Европа од пристаништата во соседна Грција
со роба, а коридорот 8 треба да ја поврзе Европа исток-запад. Се работи интензивно и на таа делница. Првата делница е во завршна фаза, се прават последните проби, технички испитувања и останува оној третиот дел, за што има зборувано и вице-премиерот, министерот за транспорт. Најголемиот проблем е што Европа ја остава соседна Бугарија да не условува. Нашиот став како држава, го кажа министерот, дека е заеднички мора да биде проектот заради тоа што тунелот мора да биде од двете страни изграден. Оти ако ние го изградиме, завршува на слеп колосек нашиот дел. Тука ќе се соочиме со проблем доколку Европа не застане цврсто позади тоа што го имаше заземено како став дека коридорот 8 е и за нив многу важен. Се надеваме дека ќе профункционира тој дел и дека ќе за кратко време ќе се реши тој проблем со соседна Бугарија. Добро, секако ја следиме вашата работа во интерес на граѓаните. Ги прашавме и граѓаните колку користат железничкиот сообраќај. Колешката Тијана Петрески беше меѓу нив, па ајде да ја погледнеме анкетата која што е подготвена. Во 1873 година од Солун кон Велес е пристигнат првиот воз. Поради тоа, 9 април е прогласен за денот на македонските железничари. Дали патувате со воз? Не. Од кои причини? Па, кола имам, со кола возам. Затоа. Дали познавате луѓе кои што често патуваат со воз и дали знаете на кои линии се базираат? Не, веруј не знам. Не знам. Дали патувате со воз? Многу ретко. Порано повеќе, сега поретко. Да. На кои дестинации најчесто имате патувано со воз? Локални до дома. Значи од Скопје до Гевгелија, Неготино и обратно. Дали сте задоволни колку брзо пристигнува? Зависи, да, точни се тоа да, али кога има некој дефект на пругите, знае да задоцни, известени сме некогаш, на самите станици, така што да, али поновите возови се подобри каде од постарите. Мислите ли дека е практично, брзо и ефикасно да се патува од едно место на друго место низ Македонија? Со воз? Па да, ако има добра инфраструктура на самите пруги, да, подобро е. А постојат ли луѓе кои што често пати патуваат со воз? Да, постојат се уште, да. Секојдневно функционираат 6 линии од Скопје до Велес, Битола, Кочани, Кичева, Гевгелија и Волкова. Тијана Петрески разговараше со граѓаните колку често го користат железничкиот сообраќај. Сакате уште еднаш, кога пред да ја вклучиме колешката од Битола, уште еднаш да објасниме на граѓаните зошто толку доцнење кога се патува од Скопје до Велес и од Велес до Скопје. Пред се важна е безбедноста на граѓаните, затоа мора и со толку мала брзина да се патува, но и покрај се тоа, да, велите, карта си му дал, си му земал пари, треба да ја гарантираш безбедноста, и покрај тоа се јавува голем револт. Задолжително на деловите каде што се работи на реконструкција, нашите стручни служби изготвуваат безбедносна брзина. И колегите од транспорт не смеат да ја надминуваат токму заради безбедноста на граѓаните. Ние се обидуваме некако да излеземе во пресред, да објасниме. Ова е еден начин, вие што ни овозможивте да допреме до граѓаните. Значи не сме, ако му е ограничена брзината од 10 км на час, значи се работи за многу ризичен дел од пруга, каде што многу внимателно мора да се помине и заради тоа се продолжува возното време. Луѓето се со право револтирани, тоа што го кажавте, јас сум платил, сакам да бидам донесен на време. Меѓутоа, еве да искористиме можност дека да им кажеме на луѓето да си планираат, има порани возови, да речеме, ако го искористи локалот во 5 часот, со 2 часа ќе стигне во 7. А треба да си планираат дека возното време, тоа што е објавено редовно, не можеме да го оствариме заради овие проблеми што се јавуваат на пругата. Ако можат да си планираат со поран воз да појдат, за да можат да стасаат за обврските, закажени термини на лекар, полагање на испити и така. Кога би ги санирале? Се работи интензивно.
Што значи таа процедура на санирање? Неблагодарно е да кажам термин, заради тоа што Сам да прашам што значи бара долго време. Ете така, ако го изреконструирате едното парче, не ви гарантира дека другото нема да повлече да појави некој дефект. Сега си има појавено едно свлечиште, мора да се направи проект, да се види како да се реши, затоа што е многу блиску до пругата. Ако продолжи да се движи тоа кон пругата, може да ја прекине скроз. Имавме проблем, ако се сеќавате, на Црна река е подкопан мостот. Треба да и тука да се најде алтернатива, да се види. Се работи интензивно на тие устранување на дефекти. Меѓутоа, повторно ќе кажам, огромен систем запуштен толку години за многу краток временски период не може да се донесе во кондиција. Мора да бидеме сите свесни за тоа. Ќе ви кажам еден пример. На неколку дена ни се случија дефекти на водоводна мрежа. Стари цевки дотраени и се не можете луѓето да ги оставите без вода. А ограничен број на луѓе имаме вработени. Од 1200 со систематизација имаме само под 750 сме дојдени. И каде побрзо да интервенираат луѓето? Само ќе мора да бидеме многу трпеливи кон вашата работа и вашиот процес на подобрување на нештата. Скопје Битола, Битола Скопје е редовна линија. Колешката Александра Максимовска се јавува во живо од Битола. Александра, те слушаме, повели. Добро утро од Битолската железничка станица, место каде што на многумина гости им било посакано добре дојде, но и многу битолчани го кажале последното збогу. Во 19-тиот век во Битола имало две железнички станици. Едната од нив ја поврзувала нашата држава со соседна Грција и нејзината важност е од големо историско, но исто така и економско значење. Низ годините многу пати уништувана и возобновувана, денес на истото место овде позади нас со нов лик пречекува и испраќа 3 воза од и за Скопје. Овде од Битола е еден од градовите кој што има привилегијата железнички да биде поврзана со главниот град Скопје, што е многу голема и важноста и олеснителна околност за сите граѓани да можат да стигнат до посакуваната дестинација. Истовремено за Битола се вели дека е и последната станица на возовите кои што тргнуваат од Скопје. Од тука тргнуваат, поаѓаат 3 воза. Првата линија е со раниот утрински воз, кој што од железничката станица во Битола поаѓа во 3 часот и 10 минути. Втората линија на возот е попладневната, во 12 часот и 46 минути поаѓа од Битола и последната, третата линија е во попладневните часови, во 18 часот и 22 минути поаѓање. Од Скопје за Битола исто така има 3 линии. Првата утринската линија на поаѓање од Скопје за Битола е возот во 6 и 45 минути. Напладне возот поаѓа во 14 и 30 часот и последниот е вечерниот воз кој што од Скопје поаѓа во 20 часот. Од возот кој што поаѓа од Битола за Скопје и обратно исто потребно му е околу 3,5 часа за да стигне до крајната дестинација, доколку се оди нема некакви проблеми за време на патувањето. Инаку покрај сите редовните линии кои што ги нуди Македонски железници и транспорт за граѓаните, исто така има и поволности и билетите се од економска гледна точка, билетите се навистина по ниска цена, иако се во последните години се оди во нагорна линија, цените се покачуваат како на автобускиот сообраќај, меѓутоа цените на билетите остануваат исти на железници. Билетот од Битола за Скопје и обратно во еден правец изнесува 314 денари, додека пак доколку извадите повратен билет, тоа би ве коштало 502 денари. Исто така има и цени повластени. За деца до 4 години не се наплаќа билет, за деца на возраст од 4 до 12 години се наплаќа билет на половина од вредноста. Исто така има и поволности за лица до 26 години, новинари и стари лица и веќе пензионери со навршени 60 години имаат право повластено да патуваат со цена пониска за 30% од редовната. Во минатото речиси да немало студент кој што ги нема користено возовите за да патува за Скопје. Денес исто така доста се користени овие линии од Битола за Скопје. Најчесто се користат
и најчесто се користат за поблиските патувања, односно на релација Прилеп-Битола, и ги користат студентите, средношколците и оние кои што се вработени во овие два града, но особен интерес овие линии представуваат за оние жители кои што живеат во помалите населени места, во руралните средини каде што поминува оваа линија, односно од Битола до Скопје возот застанува негде попатно на околу 30 на станици, па овие граѓани кои што живеат во овие населени места немаат друг алтернативен превоз и оваа железничка линија е идеална за нив и најчесто е користена. Овде направивме една кратка анкета, па предлагам да ја погледнеме. Да, често го користам возо. Ние сме двајцата од Прилеп и учиме овде во Битола. Иначе често го користиме, скоро секој ден патуваме со него. И како е? Па не е баш најсјајно, ама сепак убаво е бидејќи цената е мала. Убаво е да се патува со него. Последно време е касно сега. Не е нешто многу на време стасен. За воз колку време патуваме? Околу веќе 2 години патуваме со возов и исто е сето. Ништо не е сменето. Често патувам со воз. Возот често касни. Во неколку пати во... Така, за каде патуваш? На Прилеп. И како е во возовите? Убаво, нормално, да кажам. Освен овие три линии кои што редовни, кои што ги имаме Скопје, Битола, утринскиот воз кој што поаѓа од Скопје во 6:45, доколку стигне на време овде на железничката станица во Битола до 10:30, за него, за овој воз не е последна станица Битола, тој продолжува уште 17 на километри до Жабени, каде што се наоѓа индустријската зона. Ова патување од 17 километри е во време трајање од 9 минути, потоа возот се враќа назад за Скопје. Инаку железничката станица која што се наоѓа позади нас, овој нов лик го има добиено во 2016 година, кога беше реконструирана како дел од проектот на Министерство за транспорт и врски, каде што беа реконструирани 10 железнички станици во Македонија на коридорот 10 според стандардите на Европската унија. И ова на тоа се сите информации кои што успеавме да ги собереме за ова линковско вклучување посветено на Денот на македонските железници. Благодарам Александар. Продолжуваме со Тони Ѓуревски, помошен директор за општи работи во Македонски железници. Како Македонски железници се адаптираат на новото модерно време на дигитализацијата? Работиме во чекор со тоа дигитализирање. Веќе имаме постапки, архивата се што добива како документ задолжително го дигитализира, го чуваме во хартиена форма, меѓутоа дигитализираните од почетокот на годината се задолжителни за секој документ што влегува и што излегува од Македонски железници. Како ќе ја оцените безбедноста на железничкиот сообраќај? Безбедноста мора да биде на највисоко ниво, заради тоа се и овие ограничувања и доцнења. Ако не водиме ред за безбедноста, ќе одиме со редовни брзини, не дај Боже, не знаеме што би се случило. Нашите стручни служби имаат точни насоки каде да се движат, во кои рамки, кога се работи за безбедност. Овие кражби што ни ги предизвикуваат, ни прават пречки во сигнализацијата. Меѓутоа, железницата има точни правилници по кои работи и во случај да е комплетен прекин на било каква комуникација меѓу две железнички станици. Значи, и тогаш ќе се одвива сообраќај непречено. Меѓутоа, со ограничување и со задоснување. Што предвидувате за иднината на железничкиот систем? Па се надевам дека и истопанството и нашиот патувачки свет со поддршката што ни ја даваат, бидејќи го користат нашиот железнички превоз, ќе успееме да достигнеме барем некој степен на развој како што ги имаат најразвиените земји. Конкретно еве сега ја видовме вашата колешка, ја спомна железничката станица Жабени. Таа е реновирана, таму е пругата од темел направена нова. Меѓутоа, за жал, соседна Грција се уште не дозволува патувачкиот свет да комуницира. А поврзани сме и на времето имало патување до јужниот дел од Македонија. Луѓето си комуницирале, си оделе на пазари. Се надеваме за скоро време дека ќе има слух од Европската унија и овој правец да почне да функционира, затоа што во заеднички интерес е Рек Битола, да речеме,
е зависен од јаглен, а соседна Грција има големи наоѓалишта, може да се направи деловна соработка, јагленот да доаѓа, струјата да ја користиме заеднички. Значи, услови за развој на железницата има, само малце треба слух да има кај политичарите, да ги остават политиканството, да го остават настрана соседните држави, да гледаме да се развиеме сите заедно, затоа што во заеднички интерес е тоа. Јас мислам прво да си ги решиме дома, да си го решиме железничкиот сообраќај со надежда дека ќе овозможиме да ги поминуваме и границите. И споменавте дека на коридор 10 има изградено нови и реновирани железнички станици кои што изгледаат репрезентативно многу убаво. Ја коментиравме железничката станица во Битола, па оттаму и прашањето. Како што видовме во прилогот на колешката ваша, железничката станица Битола го има задржано автентичниот изглед, како и сите останати станици на коридорот 10. Од Куманово до Гевгелија се реновирани, има добиено нов изглед со замена на внатрешната интериерот, тоалети, информативни табли. За жал, претходното раководство не ги ставило во функција. Ние работиме и на тоа поле. Колегите што се од електротехничките постројки наоѓаат начин како да го ставиме во функција информативниот дел. Имаме монитори во сите станици, во чекалните, за патувачкиот свет да може благовремено да биде известен. известен. И кога се доцни да се знае колку време се доцни. Да има информации за патувачкиот свет, а што се однесува до другата работа, ќе гледаме да коридорот 10 да го ставиме во функција и да го вратиме меѓународниот сообраќај во Македонија. Повеќе од 10 години немаме меѓународен воз. Последниот беше што се обраќаше на релација Скопје-Солун и тој беше интересен за нашите граѓани, ако ништо друго да поминат до Солун на едно кафе пиење. Да. Се надеваме дека за кратко време ќе успееме, за кратко време, релативно е тоа кратко време за железницата, меѓутоа да работиме на тоа да направиме европска железница, коридорите наши да бидат пристапни за сите други. Како што треба да има Македонија. Благодариме на гостувањето. Посакувам убав ден да си имате пред вас, нека ви е за многу години денот и посакувам да обучувате, да пренесувате знаење на млади кадри и како што треба, како што личи да изгледа македонски железници. Ви благодарам и на вас и на вашите колеги на вашата куќа Македонска телевизија што ни овозможува да имаме контакт со нашиот патувачки свет и со останатите луѓе во Македонија. На ваков начин да искомуницираме и да ги кажеме не само проблемите, да ги кажеме и нашите идеи и планови за во иднина.